Очекуваат Заев да ги поддржи, лобираат во партијата, но потајно стравуваат дека на крај може да извисат. Дел од најзвучните имиња од СДСМ, кои ги водат најважните општини, како Аеродром Центар и Карпош, тврдат дека зад нив стои базата во партијата, но сепак конечната одлука ја носи Централниот одбор во корелација со председателот. Ги прашавме Марин од Аеродром, Богоев од Карпош и Богдановиќ од Центар, дали ќе извисат или очекуваат партијата да застане зад нив и пак да добијат кандидатура. Марин вели, информациите дека тој нема да биде кандидат за Аеродром од редовите на СДСМ се шпекулации. Вели, граѓаните очекувале почнатите проекти тој да ги заврши. Очекувам поддршка од партијата, зашто имам поддршката и од жителите на мојата општина. Саша Богдановиќ, кој е се поактуелен периодов, особено заради градењето на висококатниците кај Холидеин. Иако Заев не го кажа неговото име кога соопштуваше дел од кандидатите за градоначалници, очекува поддршка од СДСМ. Ја очекувам поддршката за да продолжам со проектите и развојот на општината. Богоев, чие име исто така изостана од првото соопштување на кандидати за градоначалници, вели дека не сака да коментира за тие прашања. Јас ја добив поддршката на партијата пред 2 месеци да бидам дел од раководството, односно од извршниот одбор на СДСМ. Како член на органот кој одлучува во моментов не би давал одговор. Имаме време и ќе известиме навремено. Но неизвестност за официализирање на кој ќе биде кандидат за градоначалник нема само во скопските општини. Иако Димитриевски од Куманово поднесе кандидатура до СДСМ, тој не одговори на нашите прашања дали ќе извиси или ќе ја добие поддршката. Слична ситуација има и во Прилеп, каде актуелниот градоначалник се изјасни дека сака повторно да добие шанса да се бори за татко на општината, но и неговото име изостана од изјавата на премиерот. Илија Јовановски за Алфа вели дека нема да ја коментира изјавата на Заев и ќе го чека второто соопштување на кандидати. Во битката за кој ќе биде кандидат за Прилеп е и екс-министерот Сугаравски, кој јавно кажа дека ќе се повлече од функцијата директор на Царина и ќе се бори за да учествува во борбата за главното столче во Прилеп.